Исто време, исто место, но сосема различни информации во Дневникот на Телевизија Плюс. Останете со нас, започнуваме по кратките најави. Да се негува и унапреди училишниот спорт. Мартин Костовски во став. Градоначалникот на средба со велосипедистот Петровски. Познавачи на спортот, представници на општината, секторот за образование, Сојузот на училишен спорт и Сдруженијето на педагози денеска имаа средба на која дискутира за унапредување на училишниот спорт. Повеќе на оваа тема од прилогот што следува. Представници на општината, секторот за образование, Општинскиот сојуз на училишен спорт, Сдруженијето на спортски педагози, директорите на основните и средни училишта, како и наставници по физичко и здравствено воспитување, денеска присуствуваа на трибина за унапредување на училишниот спорт, која се одржа во основното училиште Крсте Мисирков. Средбата се одржа на иницијатива на градоначалникот на Куманово Максим Димитриевски. Присутните имаа можност да ги кажат своите забелешки, предлози и идеи кои треба да придонесат за развој на училишниот спорт. Обраќајќи се пред нив, градоначалникот истакна дека спортот е тој кој спојува, не прави никакви разлики по основ на јазик или какви било други бариери. Општина Куманово, знаете, како што кажа директорот, оваа година има голем јубилеј, 5 века Куманово, но исто така добивме едно престижно признание Европски град на спортот. А тоа признание не е затоа што ние во Куманово имаме Манчестер или Челси, туку затоа што имаме спорт за многу различни спортски дисциплини за различни генерации. Имаме спортисти од 6 години, имаме активни спортисти кои што се надпреваруваат од над 80 години, тоа се пензионери. И тука бевме многу високо рангирани од страна на Европската асоциација на градовите на спортови, затоа го добивме тоа признание. Но вака, следејќи ги сите спортски активности, а општината поддржува спорт последните 8 години интензивно, бидејќи истиот се наоѓа во тешка состојба генерално во државата, со различни финансиски износи. Значи, тие некаде прв пат, кога тргнавме пред 10 години, износот беше околу 2 милиони денари, па со ребаланс се направија 3 милиони денари, што се символични средства. Сега имаме некој износ од 10 плюс 3, 13 милиони денари, каде што за училишниот спорт имаме издвоени 700.000 денари. Таа интенција сакаме да се зголемува веќе следната година, да се усвојат уште поголеми средства, да се планираат средства по одобрение на Советот, да се трансферира до Општинскиот сојуз на спортови и понатамо, значи, во Сдруженијето кое што вие всушност го сочинувате. И тоа се мали средства, но ако се искористат правилно, можат и како сериозно да анимираат голем број на наши активни спортисти, идни активни спортисти. Градоначалникот на Куманово нагласи дека општината има обврска да создаде спортски терени, а на тоа поле активно ќе работат оваа и наредната година. Дополни дека паралелно со обезбедувањето спортски терени, општината е подготвена да даде поддршка и за проектите на потребниот кадар, кој ќе работи и ќе ги мотивира учениците. Претседателот на Сојузот на училишен спорт во Куманово Ивица Георгиевски нагласи дека се задоволни од соработката, која што изминативе години ја имаат со Општинскиот сојуз на спортови, како и од поддршката што ја добиваат. Тој се надева дека од училишните клубови ќе излезат идни успешни спортисти, кои ќе станат дел од поголемите локални клубови. Во иднина ќе треба мал дел само да се, ако се зголемат лигите, да се зголемат и средствата, минимално. Размислуваме на тема како што работи Федерација, секој професор што ќе биде ангажиран, да биде и мотивиран од ниво на зонско, регионално до државно ниво, веќе оние што се првопласирани, второпласирани, третопласирани екипи добиват и одредено наградување, така да и постепено и ние во Куманово ќе ги мотивираме нашите професори и на општинско ниво, да на еден начин ги мотивираме да
постигнуваат што по-високи резултати. Сега, кај го гледам ова што се вика зајакнување. Во принцип, се среќаваме со одредени проблеми во однос на салите, со тоа што ударни термини беа на клубовите. Од ова година и од ова трибина мислам дека ќе издействуваме да термините после часовите од 7 до 9 часот бидат на училишниот спорт, каде што ќе има континуиран тренинг. Ако нема континуиран тренинг, нема ни успех. Пред присутните зборуваше актуелниот директор на Основното училиште Крсте Мисирков Александар Јовановиќ, кој е и наставник по физичко образование. Тој посочи дека спортските педагози знаат дека најголемите таленти во спортот излегуваат од училишниот спорт и затоа тој треба да се негува. Почна тампонирањето на локални улици во руралните средини од општина Куманово. Тампонирањето се спроведува во неколку села од Кумановско, Режановце, Градиште, Кочкарево и Кшање. Гребениот асфалт е добиен од јавното претпријатие за државни патишта од државата, за кој општината претходно аплицираше. Гребен асфалт се поставува во должина од 500 метри во Кочкарево, 450 во село Градиште, а се тампонира и земјениот пат кој води од регионалниот пат од затворот во село Кшање, во должина од 1,3 километри. Претходно беа тампонирани улиците во приградските средини во населбите Карпош и Иго Тричковиќ. На што се должи повторното добивање доверба на партијата во конкуренција на 7 кандидати? Дали државата повторно вложува во Куманово? Дали и колку функционери од нашиот град ќе бидат сменети во наредниот период? Ке слушнете вечерва од реизбраниот председател на Општинската организација на СДСМ Куманово, Мартин Костовски, кој што гостува во емисијата Став. Почеток 20 часот. Влегов во самата кандидатура, имав уште 6 мои партиски другари кои што беа дел од таа постапка. Во ова прилика ја користам да им се заблагодарам за доприносот на самата демократизација на постапката, бидејќи за разлика од нашиот политички опонент ВМРО ДПМН, навистина многу се разликуваме во делот и внатре кај нас за она што значи како треба да се однесуваат едни партиски другари. Сите доставивме програми за идното прецепирање на функционирање на општинската организација. Председателот Заев по трет пат ми ја даде довербата за да ја предводам најголемата општинска организација на партијата во државата. Ова можност ја користам исто и да се благодарам на премиерот и председателот Заев и се надевам дека во наредниот период, како сме работеле досега, ќе работиме уште по-одговорно, по-организирано со цел она флоскула што се вика бастион на СДСМ во Македонија да го оправдаме и во пракса. Денеска е петок, во недела аналогно на роковите кои што беа дадени од страна на Централниот одбор на партијата и председателот и генералниот секретар на партијата, во 19 часот на 30 јуни се организира општинска конференција на партијата, каде јас како мандатар пред 140 делегати ќе го презентирам мојот извршен одбор од 18 члена кои што во наредниот период ќе бидат тим со кој што ќе ја раководим општинската организација и надзорен одбор од 5 члена. Периодот кој што помина позади нас, по моето именување, беше период на големи, важни консултации, редовни консултации со сите партиски авторитети, со сите функционери на партијата, со младината, со сите оние територијални распоредени шефови на местни штабови, со цел да направиме што по-добар избор на кадри, на луѓе кои што ќе работат заедно со мене во претстојните 4 години. Волонтерите при граѓанската иницијатива Не биди ѓубре утре организираат акција за чистење на смет во Куманово. Ке се чистат дивите депонии кај населбите Пуковско и Проевце покрај регионалниот пат Куманово Свети Николе. Актерката и активистка Ирена Ристик на својот Facebook профил напиша дека сите заинтересирани можат да им се придружат. Акцијата ќе започне во 7 часот и 30 минути. Вакви акции се одржуваат во сите градови низ државата.
На 20 бини, програма со 300 активности од илјадници уметници се најавува за 25-тото издание на Нишвил фестивалот кој се одржува во соседна Србија. Промоција на фестивалот синоќа организираше амбасадата на Република Србија во Македонија. Амбасадата на Република Србија во Македонија синоќа организираше промоција на џез фестивалот Нишвил, кој традиционално 25-та година поред се одржува во Ниш. Оваа година љубителите на овој вид музика ќе имаат можност да уживаат во програмата која ќе се одржи од 2 до 11 август. Годинава во текот на 10 дена на 20 бини ќе бидат изведени 300 програми со илјадници уметници. Покрај музичките точки на големи светски ѕвезди, најавени се и бројни активности поврзани со театарот, филмот, книжевноста. Наш основни мотив е посеќеност фестивала од стране граѓана Македонија. Заиста полако почињу да преузимају примат од бугарских посетилаца, така да нам е врло занемљиво да привучимо што више посетилаца из Македонија. Просто е фестивал надрастao, moram reći, i Niš, na neki način i granice Srbije. Evo, Guardian ga je svrstao u top 10 evropskih festivala. Startujemo 2. avgusta premijerom Viljama Šekspira, Kako vam drago, u režiji Nikite Milivojevića, u kome svira upravo ovaj bend koji ćete večeras čuti, Nishville Youth Orkestra. Zatim nekoliko dana pozorišnog programa, zatim filmskog, onda program posvećen Šabanu Bajramoviću i onda startuje taj glavni main program 8., 9. i 10. i 11. avgusta, gde će nastupiti velikani svetske jazz scene od Davida Mareja, Kristijana Scotta, Chrisa Pottera, Dave Libmana, Kenny Wernera, Petera Erskina do Masio Parkera, Shona Kutija i Boba Geldofa na kraju. Оваа година на Нишвил од Македонија ќе настапи трио Сашо Поповски, како и најпознатиот џез музичар Владко Стефановски, кој ќе го затвори фестивалот. Nishville je jedan od izuzetno renoviranih festivala u Evropi, a čak i izvan Evrope i u drugim kontinentima. To potvrđuje učešće jako velikog broja učesnika do sada. Za ovih 25 godina, koliko sam videla, negde oko 6.000 učesnika je bilo, a već su došli, što se publike tiče, na 200.000 u toku samog festivala. Ove godine je jubilaran i eto, posebna mi je čast što smo u našoj bašti ovde u ambasadi primili ekipu direktora Nišvila, gospodina Ivana Blagojevića i njegove saradnike, učesnike u organizaciji ovog Niškog festivala. U pratnji je naravno i turistička organizacija Niša, što je sasvim normalno da proprati ovaj događaj koji nije samo kulturni, nego istovremeno i turistička atrakcija i sve je u cilju privlačenja što više publike, što je naravno najvažnije uvek za svaki festival. Представниците од Нишвил истакнаа дека изминативе години успешно соработуваат и со организаторите на џез фестивалот во Скопје. Културно-уметничкото друштво Панче Пешев од 21 до 24 јуни настапи на меѓународната фолклорна смотра во Косовска Митровица. Оваа смотра се одржува по 25 пат и како јубилеј на оваа година на неа беа поканети сите досегашни добитници на Гранд При награди. Учествуваа 10 друштва од просторот на поранешна Југославија. Оваа година настанот не беше од надпреварувачки карактер, току сите учесници добија пехар, плакета и фестивалско знаме. Културно-уметничкото друштво Панче Пешев веќе неколку години настапува на оваа фолклорна смотра, а оваа година учествуваше со женска игра Водарки и сплет од игри и песни Куманова. Во изложбениот салон на Центарот за култура вчера вечер беше отворена изложба на слики од ликовниот уметник Стеван Цигаридов. Изложбата е по повод 45 годишно творештво на авторот, односно од првата негова изложба.
20 дела од повеќе годишната ликовна продукција на ликовниот уметник Стеван Цигаридов синоќа беа изложени во Центарот за култура Трајко Прокопиев по повод 45 годишното творештво на авторот. Доста размислував дали да направам еден микс, што би се рекло, да офатиме подолг период или да ги изнесеме најновите творби. Сепак одлучив да ги изнесеме најновите творби, затоа што на претходната веќе си имавме представено со целиот мој циклус. Ликовниот автор Цигаридов за своите дела вели дека припаѓаат на фигуративно сликарство. Ова припаѓа на фигуративното сликарство и основната преокупација е човекот со главно неговата психологија и неговите состојби во одредени моменти и чувства. Сликите бараат малку поголемо време за гледање, за да се навлезе во суштината на фигурацијата, што јас сакам да ја изразам. Колку успешно сум ја презентирал замислата, тоа ќе покажете вие. Изборот на сликите за оваа 45-та јубилејна изложба сам ги избра за да може на ликовната публика да му го представи поконтинуирано движењето на повеќе годишното творештво, напиша меѓу другото академик Васко Ташковски. Сликите во изложбениот салон на Центарот за култура ќе бидат изложени до 10 јули. Оливера Кирковиќ, некогашна лидерка на светски препознатливата криминална група, денеска ја промовираше својата книга пред Кумановци. Незината книга, како што признава и самата, е животна приказна, но со елементи на најдобрите акциони филмови и трилери и длабоки психолошки драми. Makedonska publika je, prvo su me iznenadili na sajmu knjiga na kom sam bila već prije mjesec dana, tako da imam već neka iskustva i nije slučajno ova moja turneja, kratka turneja po gradovima, zato što je tako nekako pozitivan odjek i pozitivan reakcija ljudi i zato i idem. Definitivno nema razlike da li je Skoplje, da li je Strumica, da li je Štip, to je znači uvijek ista reakcija mladih ljudi, možda i više, nekako kao da me znaju, nekako radost dolaze. Ovo je dobro i za Ministarstvo kulture da vidi. Prvi put da deca dolaze sa srećom, onako radosni i grle me. Znači, neko prodaje knjigu i raduju mu se jako. Eto, nekako romantika čitava. Sviđa mi se to što je tako i očekujem da će danas biti dobro. Mislim da je interesantna, da mislim da ljudi samo koji imaju predrasuda ovo će da sude nešto o ovome i da kažu da je to loše. Svi koji su širokog negde shvatanja, u širokog uma, koji su radoznali, njima je ovo dobro. Ne zato što je to promocija kriminala, nije ni u kakvom slučaju, nego jednostavno autobiografija. Jedna teška i jaka životna i poruka i priča. Znači, to je pisano u zatvoru, to je jedan originalni tekst, to je moj zatvorski dnevnik podeljen u 3 dela, to će biti jedna trilogija i kraj, završeno. Niti se pravim piscem, niti pokušavam da budem pisac, niti da dokažem ljudima nešto. Jednostavno, ovo je jedna priča iščupana iz srca, direktna, iskrena, potresno iskrena i emotivna jako. I baš prvi deo negde dosta romantike, najviše moga detinjstva i odrastanja, jer sam tu već osuđena i tu sam zatvorenik kada je ta knjiga izašla. Ja nemam neku slobodu da pišem na temu kriminala preveliku. Već u drugoj knjizi sam negde otvorenija, ali izlazim napolje i mogu da nešto više ispričam, ali u svakom slučaju poruka je karaktera, nikako kriminal. Tema je pobede i karaktera ljudskog i mislim da sam kao primer karaktera odličan i dobar primer. Neko ko padne, ko je ustao, to je pobednik. Nema veze na kom je polju pao, nebitno. Moje samo polje bilo katastrofalno, znači otišla sam baš onako duboko i daleko. A to je samo primjer drugim ljudima, možda je to bolesnima da se bore, znači nije poruka je univerzalna. Pobeda i karakter jedan jak, jedno neodstupanje, samo to. Градоначалникот Максим Димитриевски денеска оствари средба со велосипедистот Андреј Петровски, кој зеде учество на вториот Европски олимписки игри во Минск, Белорусија, одржани од 21 до 30 јуни. На средбата на која присуствуваше и селекторот Маријан Петровски од Вело М, беше потенциран успехот на младиот спортист, кој се надпреваруваше во дисциплина друмско возење од 180 км и освои 106 место и во дисциплина хронометар, каде што постигна 28 место. Повеќе детали од изјавите во продолжение.
Голема е честа за мене денеска да ги примам двајцата наши сограѓани, и тоа младиот Андреј Петревски и неговиот селектор Маријан Петревски, кој што не представува и нас како општина и како држава на меѓународните спортски игри во Минск, кои што се одржаа оваа година под покровителство на Европскиот олимписки комитет. Нашата држава беше представена со 10 спортисти, но секако за наше задоволство имавме и наш представник од нашиот град во делот на велосипедизмот, кој што реализираше многу сериозни резултати, кои што на истиот му оставаат простор да се пласира и дополнително во следниот период на вакви меѓународни надпревари. Велосипедизмот како спорт, благодарејќи на ентузијазмот и на самите спортисти и на луѓето кои што го менаџираат во клубот Вело М Куманова и во останатите клубови, е во значителен напредок, бидејќи достигнавме едно ниво да кумановските велосипедисти ја представуваат нашата држава на најпрестижните спортски настани во светот. Моите импресии беа огромни. Ние бевме представени на отварањето во стадионот Минск пред целиот народ во Белорусија, како Република Северна Македонија. И имав шанса да се надпреварувам со најјаките возачи во спортот, кои имаат победи на Тур де Франс, на Олимпијади. И тоа е едно големо искуство за мене и огромен резултат, што успеав да завршам на 106-то место, да завршам трката. И шансите за учествување на Олимпијади се на наша страна. Особено сме радосни бидејќи Андреј Петровски од досегашните спортисти таму што настапиме од Македонија оствари најдобар резултат. Очекуваме денеска да настапи нашиот каратист и се надеваме дека можеби ќе успее да освои медал. Иначе каратистот и Андреј ќе бидат најдобрите македонски велосипедисти што ја представија Македонија на овие европски спортски игри втори поред. Ние ги бркаме резултатите за да може да настапиме 2020 година на Олимписките игри во Токио и се надеваме дека со Андреј Петровски ќе бидеме присутни на отварањето на Олимпијадата во Токио. Во продолжение вестите од Македонија. Со 65 гласа за и 25 против во собранието поминаа предлозите за изборот на 5 нови министри во владата. За нови министри се избрани Трајан Димковски за прв човек на земјоделство, Горан Милевски за министар за локална самоуправа, Хусни Исмаили за министар за култура, Насер Нуредини за министар за животна средина и Садула Дураку за новото министерство за политички систем. Позицијата министар за финансии останува празна откако премиерот Зоран Заев ја повлече кандидатурата, но ќе раководи со ресорот до избор на нов министер. По гласањето следуваше свечената изјава на новоименуваните министри. Дводневната дебата за владината реконструкција во парламентот мина во жестока дебата од обвинување за криминал до негодување околу тоа дали реконструкцијата е козметичка или суштинска. Опозицијата најжестоко се спротивставуваше на смената на министерот за финансии Драган Тевдовски. Вкупно 11 кривични пријави се поднесени за злоупотреба на службена должност и несовесно работење. Се првичните информации од МВР по полициската акција утрово на неколку локации во Скопје, во која се приведени повеќе лица. Меѓу останатите за кои е поднесена кривична пријава е и поранешниот министер за транспорт и врски Милејан Акиевски и негови соработници во министерството, двајца нотари и против едно лице од Агенцијата за катастар. Како што соопшти МВР, основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција во соработка со полицијата презема действија за обезбедување на осомничени лица на повеќе локации во Скопје. По неколку месечна се опфатна предистражна постапка денеска по насоки на надлежен јавен обвинител од основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција се преземаат действија за обезбедување на осомничени лица на повеќе локации во Скопје, појаснуваат од МВР. Министерството за здравство соопшти дека оперативен зафат за промена на полот нема да постои на сметка на Фондот за здравствено осигурување и таков зафат нема да се изведува во јавна здравствена установа. Ова следува откако претходно имаше бура од реакции на социјалните мрежи, пошто Министерството се повлече од оваа најава што министерот за здравство Венко Филипче ја кажа на конференцијата за унапредување на правата на ЛГБТ заедницата, кои побарале оваа хируршка интервенција да им биде достапна во државното здравство.
Времето денеска во Куманово беше променливо сончево, а дуваше северозападен ветер. Максималната температура се искачи до 29 степени, а минималната беше 12. За утре метеоролозите најавуваат променливо сончево време со услови за дожд во попладневните часови, а ќе дува северозападен ветер. Дневната температура ќе достигне до 27 степени, а утринската ќе биде до 12. И со информацијата за времето го завршуваме и вечерашниот дневник. Имајте убава и пријатна вечер и убав и пријатен викенд. Довидување.